Со порака за помирување стартуваше првиот работен ден на новиот шеф на државата кој вчера ја презеде функцијата од Ѓорѓе Иванов. Време е да ги залечиме отворените рани од нашето скорешно минато и реално да го започнеме граѓанското помирување, зашто немаме резервна татковина која можеме да ја наречеме наш дом. На тој пат сакам да се вложам без остаток, не водејќи сметка за сопствениот политички рейтинг. Сите добронамерни луѓе, политичари и партии што ќе решат додат по истиот тој пат, ќе имаат мојата поддршка, напиша Пендаровски на социјалните мрежи. ЕУ ги поздрави неговите пораки за обединување. Евроамбасадорот во земјава денеска ги пренесе честитките од врвот на Унијата. We are looking forward to working with the president. Ја очекуваме соработката со претседателот во чекорите за интегрирање на Северна Македонија во Унијата. Му ја пренесов мојата благодарност за неговите пораки за помирување, за пружање рака кон опозицијата, за обединување на сите политички сили за придвижување на земјата. Охрабрени сме од ваквите пораки. Вчерашната инаугурација, за разлика од другите во минатото, помина без бојкот или непризнавање на новоизбраниот шеф на државата. Во собранието забележливо беше отсуството на лидерот на опозицијата. Покана до моментот на церемонијата немаше пристигнато за лидерот на опозицијата и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, така што апсолутно непоканет никој нема да присуствува. Пендаровски најави дека обединувањето и градењето државен консензус за најважните стратешки цели на земјата ќе бидат едни од клучните точки во неговиот мандат. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.